По препорака на пријател, со совет да се проба нешто различно. Животот на штипјанецот Златко се менува сосема, добивајќи нов тек на движењето на настаните. Живеел и учел во родниот Штип, овде завршил и високо образование, за потоа да тргне на работа во Дубај. Дали судбината замешала прсти, или како што би рекле старите, така било пишано, се префрла на работа во Шангај, каде ја запознава љубовта на својот живот и се запознава со Сабрина која е од Кина. Се запознавме во Шангај. Јас работам во финансискиот сектор во Шангај. Исто и таа, и двајцата работиме графички дизајнери. Имаме мала пауза во работното време, околу 1 час, и обично одеме да јадеме тоа време и се запознавме за време на пауза и од тогаш, има година и 1,5 година од колку се запознавме и се венчавме пред непол месец и одлучивме да дојдеме тука. Планот беше 6 месеци да живееме во Македонија, 6 месеци во Кина. Ама со ситуацијата со COVID, барем наредните 2 години, поголем дел од времето ќе останеме тука, помал дел од времето ќе биде во Кина. Љубов на прв поглед, брак после година и пол врска, живот во Македонија. Овие двајца млади ја доловуваат нивната љубовна приказна, раскажувајќи дека и различностите се поклопуваат и прифаќаат. Првата година беше многу тешко. Првата година бев само 7-8 месеца, после дојдов, останав тука 3 месеца и не планирав да се вратам. Ама одлучив да дам втора шанса, отидов втор пат и вториот пат беше многу полесно да се синхронизира нашата култура со нивната и откако веќе си бил еднаш, полесно станува се. И после вториот пат стана полесно и исто подобра работа најдов и културниот шок беше се помал и помал секој нареден пат кога одев таму. Различностите не влијаеле врз овие млади луѓе, па истите нова година ја дочекаа во Македонија. Коронавирусот налага и кинеската нова година, која е во втората половина на февруари, да ја дочекаат исто во нашата држава. Но и Сабрина веќе навикната на состојбата овде, на храната, на луѓето. Многу е различно, бидејќи ние не прославуваме Божик во Кина. Исто така, јас живеев во Нанџин и таму се славеше католички Божик, со што организацијата е многу поинаква. Имав искуства претходно и ова нешто ново и е возбудливо за мене. Семејствата добро се прифатија меѓусебно, како Златко како зет во Кина, така и Сабрина како снаа во Македонија. Интересна приказна која зборува за различностите, но и искрената љубов меѓу македонец и кинескина, која завршува среќно со брак.